Дубоко десничарење. Добре дојдовте во уште една епизода од Дубоко десничарење и денеска би сакал да се осврнам на глобал хомосексуализмот. Што е глобал хомосексуализмот? Тоа е накратко речено идеологија, односно религија на модерната прогресивна владеачка елита, која што претежно потекнува од англофоните земји, углавном од Америка, како воен, политички, економски и културен хегемон на светот. Глобал хомосексуализмот се состои од протежирање на прогресивниот либерализам, како што знаеме тоа промоција на сите видови дегенерација, на срозување на нациите, отворени граници за сите, и неолибералниот капитализам, кој што се состои нормално од протежирање на крупниот капитал за сметка на малиот бизнис, на средниот бизнис, на работникот, и нормално протежирање на слободниот проток на добра и услуги преку границите и своевиден суверенитет на капиталот. Значи, спојувајќи ги прогресивизмот и особено социјалниот прогресивизам и неолиберализмот, го добиваме глобал хомосексуализмот, што има свое десно и лево крило. Десното крило се неолибералите и неоконзервативците, левото крило се прогресивците и либералите. И тоа овде као зборам либералите у социјална смисла. Значи, тоа е непријателот. Потекнува од една многу специфична протестантска ерес, која што е од две протестантски ереси. Првата е пуританскиот калвинизам, како што е практикуван од пуританците, од енглеските пуританци, подоцна пренесен во Америка, каде што имаме едно своевидно гностичко уверување дека светот е несовршен и дека Господ намерно го оставил несовршен и го наменил човекот да го доусоврши светот, и тоа ќе биде сторено така што сиот свет ќе биде престорен у така наречен сјаен град на ридот, Shining City on a Hill, и тогаш ќе почне спасението. Значи, ова збориме тука муабет за протестантскиот пуританистички калвинизам како гностичка ерес. Гностицизмот нормално, како што знаеме, е обид да се премахивне материјалниот свет, да се тој отфрли како креација на злото, што е апсолутно неприфатливо од аспект на традиционалното апостолско христијанство. Втората ерес е квекеристичката ерес, значи уште една протестантска ерес од Англија, која што ја протежира тезата дека секој човек во себе има, дека сите луѓе се меѓусебно фактички еднакви, бидејќи имаат внатрешна светлост, како што ја нарекува. Тоа е нормално различно од Светиот Дух и они го конципираат како делче од самиот Бог, значи не е како Светиот Дух, како што е конципирано во традиционалното христијанство. Во 19 век овие две протестантски секти го имаат изгубено својата врска со христијанството и стануваат секуларна политичка идеологија и прераснуваат во тоа што го гледаме денеска, глобал хомо, кое што е убедено дека сите ние ќе бидеме редуцирани на јадење корења, да немаме отворени граници, да немаме педери и транџи по школите, да не се срозат сите нации и да се помешаат у едно. Сега, многу битна работа. Овде не се работи за некоја завера, не чучат они у некоја соба да коваат завери, туку ева е едноставно идеологијата на владеачката класа. Они стварно веруваат у овие муабети. Англо-америчката владеачка класа стварно верува дека сите ние ќе станеме диво племе што јаде корење и се бави со канибализам, ако не дојде нивната велелепна и света ослободување. Еве тоа го гледаме и кај нашиве домашни северџани и комуњарчиња, кои што не убедуваат дека ќе јадеме корење и ќе испумреме од глад, и ќе испумреме од болести и дека сме диво племе, ако случајно не влеземе у големата екуменска евроатлантска црква, која што нормално постои за протежирање на глобал хомосексуалистичката религија.
и за држање на европските држави подјарбени на великиот глобал хомосексуалистички сотона, или како што е позната кај народот Америка. Америчката империја е вектор на глобал хомосексуализмот, го шири глобал хомосексуализмот низ светот, некогаш милом, некогаш силом, некогаш со арно, некогаш со неарно. Садам Хусеин, прашајте го како изгледа неарното. Неарното знае да биде и со обоени такозвани шарени револуции, како што беше во Украина, како што бевме жртви тука и во Македонија на таква работа. Знаат да соснат избеглици од сиот свет преку своите невладини, преку своите разноразните структури, ја трујат локалната елита со собствената религија преку разноразни проблеми. Значи Сорос фондацијата е стручна за овие работи, мада и Жан Моне, ова програмата на Европската Унија е тука голем кривец. USA, нормално знаеме, Стейт департманот финансира секакви глупости и блювотини како би ја срозал локалните религии и да ги замени со глобал хомосексуализмот. Значи, овде правиме муабет за верски фанатици, кои што се убедени дека светот ќе се распадне ако не станат сите глобал хомосексуалисти, ако не влезат сите у нивната екумена, големата глобал хомосексуалистичка евроатлантска интегративна црква, и нормално се спремни да убиваат милиони и милиони луѓе со таа цел. Затоа беше тргна Садам Хусеин, меѓу другото, затоа мора да се инволвираат у Афганистан, затоа се ден денеска инволвирани у Афганистан, ги учат мали девојчиња како да стават куртон на банана у Афганистан, тоа нема никаква цел. Нормално они тука се у сојуз со неолибералните и неоконзервативните интереси, кои што го плячкаат Афганистан, го плячкаат Ирак, намераваат да ја плячкаат Либија, ама изгубија контрола врз Либија. И тука нормално се различните земји кои што се директни или индиректни марионети на Америка, меѓу нив први Саудиска Арабија, Израел и Катар. Гледам турците сега нешто кокетираат со Русија, ама пак си се враќаат при америчкото трло. Нормално се обидоа Сирија да ја поробат, да меѓутоа тука нормално запреа пред налетот на Арсланот од Дамаск, Башар ал-Асад, ја Аллах, Сирија Башар и нормално батјушката у Москва. Како што е више добро познато, и ние тука во Македонија сме жртви на глобал хомосексуализмот. Глобал хомосексуализмот најде за сходно да се обиди да го понижи македонецот, да ја поништи македонската нација, да ни стават епитет северна, кој што служи за наше казнување, бидејќи се дрзанавме да одбиеме да влеземе у нивната екумена под тие понижувачки услови. Нормално, овде пак ќе речам, нема тука завера, нема тука исконски план против Македонија. Планот е секогаш против сите нации кои одбиваат да влезат у глобал хомосексуалистичката религија, вклучувајќи ја и Македонија, вклучувајќи многу нации низ планетава, па дури и самите американци, кои што, овде не зборам нормално за америчката власт, туку за америчкиот народ, кој што, се обиде да се бори против глобал хомосексуализмот, така што го избра Доналд Трамп за председател на Америка. Ке видиме до кај ќе догура таа работа. Мене ми изгледа дека Доналд Трамп можно е да попушта пред налетот на глобал хомосексуалистите. Ке видиме. Ја да речеме најдобри надежи имаме за него. Меѓутоа, проблемот е глобален, не само тука кај нас во Македонија, проблемот е глобален, низ сиот свет. Оваа лудачка, фанатична ерес уништува човечки судбини, уништува национални судбини, се обидува да го претвори сиот свет у една каша, каде што нема разлика меѓу нациите, каде што нема више граница меѓу половите, меѓу верите, меѓу ништо, без граници, сите да се само едно истата одвратна кафеава каша. Тоа е светот што го сакаат. Ние во Македонија се бориме против тоа, колку што можеме, имаме сојузници низ сиот свет што се борат против оваа работа, и тоа би било тоа е проблемот. За решенијата во некоја идна епизода на Дубоко десничарење, бидете ми поздравени.